Видете, црквата и страдањето, црквата нема да биде тоа што треба да биде во овој свет ако нема чувство за луѓето кои што страдаат во овој свет. Црквата го сведочи, го проповеда Богочовекот Христос, кој што се поистоветува пред се со луѓето кои што страдаат во овој свет. Исклучително тажно е да зборуваме за било како вид на страдање во рамките на семејството, во рамките на светата тајна брак, заради тоа што Бог го осмислил и го благословил нашето спасение да се случува во рамките на заедницата. Ние единствено во заедницата се градиме и се реализираме како личности. Заедницата е икона на Царството Небесно. Сега, зашто треба да се зборува за семејното насилство и да се работи со оваа категорија на луѓе кои што страдаат токму во рамките на семејството? Семејството од икона на Царството Небесно може да стане икона на пеколот и на страдањето. Јас сум исклучително среќен за постоењето на овој шелтер центар, не само што Струмичката епархија зема директно учество, туку заради тоа што духовниците, свештениците работат со години наназад со жртвите од овој вид и покрај некои ангажмани како духовни, како свештеник, не сме можеле да ги упатиме и да им покажеме место каде што може да најдат спас. Повторно ќе кажам, исклучително сум среќен за и благодарен на Бог и на тимот кој што работи, луѓето кои што лично ги познавам. И затоа еве промоцијата и на овој филм и на афирмацијата на работата на шелтер центарот да биде дополнителна мотивација за сите нас кои што можеме да помогнеме на било каков начин во работата на шелтер центарот, но и да се подигне свеста за постоењето на овој проблем во рамките на заедницата. Секако тоа не е само во почетокот на мандатот, туку тоа е нашето заедничко секојдневие кое што сите ние го споделуваме. Колку таа е погласна, колку таа е поохрабрена, толку ние ќе бидеме посвесни, секако да инвестираме, да вложуваме, а се со цел да превенираме такви појави, во конкретниот случај појава на семејно или родово базирано насилство. Општина Струмица секако дека е родово сензитивна општина. Општина Струмица е општина која што се грижи за таквите категории на граѓани. Јас ја поздравувам оваа иницијатива и оваа изработка на овој прекрасен документарен филм од страна на Стојне Митева, која што се погрижила навистина да допре до душите од секој од нас, да навистина си ставиме прст на глава и размислиме што се случува, нели покрај убавите работи во општина Струмица, се случуваат и такви појави за кои што сите треба да размислуваме и јас како градоначелник, целата општинска администрација заедно со советот на општина Струмица, колку што е можно повеќе да превенираме. Општината превенира, до сега издвојувала средства од буџетот, но тоа е само материјалниот дел. Секако веќе во комуникација со владиката отец Јаков планираме посета на шелтер центарот и разговарање околу идните чекори за кои што може да застанеме општина Струмица заедно со Струмичката епархија. Така, јас морам уште еднаш да напоменам дека јас играм две улоги во овој документарен филм. Од едната страна сум новинар кој што го продуцираше овој документарен филм и со леснотија го направив, од другата страна пак сум психолог и гешталт терапевт во центарот кој што згрижува жени и деца од Струмица, но за жал и од целиот регион. Не е лесно да се биде и во едната и во другата улога, бидејќи понекогаш пристрасноста да направи производ како што излезе и документарниот филм, мора да зборуваме сите гласно во општеството за проблемот со кој што се соочува нашето општество, срамот, незаштитеноста, осаменоста на жените, но и колку ние како општество треба да се грижиме за жртвите на семејно насилство. Струмичкиот шелтер центар од друга страна пак е пример за тоа како треба секоја општина да се грижи за жртвите на семејно насилство и како да соработуваме сите со релевантните институции, полицијата, центрите за социјална работа и здравствените работници, се со цел да му покажеме на светот дека ние како општество полека се будиме, а и нашите жени полека се разбудуваат од агонијата во која што живеат, односно во семејното насилство. Сега работењето на шелтер центарот покажа дека има потреба од ова. Во
следејќи го вашето работење се покажа дека можеби капацитетот е мал за она што се случува на терен. Колку наидовте на проблеми во ова 2 годишно работење, посебно ги знаеме кои се проблемите на жртвата, меѓутоа кои се вашите проблеми ако зборуваме од аспект на институциите, колку тие се затворени, колку имате такви пречки за да може да функционирате нормално и колку треба општеството уште да се отвори за да може да функционирате и да се решава полесно овој проблем. Како што кажав, Струмичкиот шелтер треба да биде пример за сите општини во државата, како треба да функционира. Ние имаме прекрасна соработка и со СВР Струмица, која што се смета за крута институција сама по себе како полиција, но ние имаме прекрасна соработка и со другите институции. Како што велиме, ние на прва одговараат буквално на сите потреби не наши, туку на жртвите и на децата, кога станува збор и за здравствената заштита, бидејќи сме имале многу пати примери кога и бремени жени, жртви на семено насилство ни доаѓаат, но покрај кјотокот на жртвата биле претепувани и децата, па така и здравствените работници соодветно и реагирале на потребите. Така да воопшто не гледам причина зошто би ставила на пиедестал секогаш проблем. Не, од друга страна, зборувам дека ние навистина имаме соработка со сите институции, па дури и со јавното обвинителство, судовите, Министерството за правда кое што ни стои на располагање за бесплатната правна помош и заштитата на жртвите, ни стои систем на правото.